Почитувани слушатели, ќе продолжам со македонската радио програма, со на што сакав неколку зборови да кажам. Еве ќе го започнам со Зоран Заев, бидејќи и Митко го спомна. Има бројченик само на Триумфална капија. И на овој саат од овде ќе ставиме еден бројченик. Да врти за секој вратено евро, за секој денар, за секој украден долар од нашиот народ. Пенкалото враца на 11 декември. Да гласаме за живот, за да ни се вратат децата и внуците овде, во нашата Македонија. Паѓа режим, се раѓа живот. Живот за сите во Македонија. Мало сутра, еве го специјалното винителство. И ги гони криминалците. И нешто ги гони. И ќе ги затвори криминалците. Има парите да ги вратат назад. Почитувани граѓани, ветувам парите ќе ги вратиме назад. Почитувани граѓани, тоа почитувани граѓани е граѓани на Република Македонија. Што тогаш ќе бидеме ние кои сме во иселеништвото? Ќе бидеме ние граѓанска заедница на Австралија, која е од Северна Македонија? Ќе бидеме северномакедонци? Дали се имате еднаш запрашано дека македонскиот народ има свое име? И затоа и државата ни се вика Македонија. И ние со кого ќе се врзуваме како македонци, ако не се врзуваме со државата, со нашата мајка, со татковината, со Македонија? Која ќе ни биде наш матична држава? Која ќе ни биде наш матична држава? И луѓето со право ќе се запрашуваат, што сме ние? Дојденци ли сме во Македонија или сме староседелци, автохтон народ? Автохтон народ кој се избори 44 година. Единствено македонскиот народ беше мнозински кој си побара да има своја татковина. После она големо робство од турците 500 години, па потоа поделбата на Македонија 1912 со Балканските војни, 1913 година. И до ден денес ние, така да речам, до некој степен, па последните особено со овој лажот, Зоран Заев, со тој арамијата Зоран Заев, па тој не би смеел да се појави во јавноста и го нема во јавноста. Еве гледаме дека живее некаде или оди во Дубај или каде живее во Грција, но го нема во Македонија. Најголемото предавство го направе. Оваа гуска Зоран Заев, треба да му се врати тоа. Треба да лежи затвор за веле предавство на Македонија и на македонскиот народ, затоа што македонскиот народ се избори за своја национална држава. И ние сме државотворен народ, со сите права дозволени што ги имаат малцинствата во Република Македонија. Тоа никаде го нема во светот, ниту во Австралија има такви права малцинствата, овдеки етничките заедници, како што имаат права малцинствата во Република Македонија. И многу е тешко да ве навикнеме да знаете дека сте македонци. Ако вие не сте македонци, и ние нема да бидеме македонци. И нашите во Пиринска Македонија, во Бугарија нема да бидат македонци. И нашите во Грција нема да бидат македонци, бидејќи корен немаме. Коренот ни го искорнавте. Коренот да ви се сотри на вас. Корен немаме ние, како ќе се викаме? И зошто да не се викаме ние македонци? Кој може тоа да ни го спречи? Хајде да ве прашам јас вас, зошто по телевизиите сега Северна Македонија, граѓаните на Македонија, а од друга страна ако станува збор за Скопје, велите Скопјани, ако станува збор за Тетово, Тетовчани, ако нешто се случува во Битола, се вели Битолчани, ако нешто во моето село се случува Оптичари, Оптичарци, ако нешто во Македонија се вели Македонци, нема граѓани, какви граѓани? Што ви е на вас? Кој ви го зел толку паметот, јас не знам.
Кој ви го испи толку мозокот, не знам. Навистина, апелирам до сите вас од Австралија и од сите македонци кои го делат моето мислење. Нема што да се плашите и страшите од својот идентитет, од тоа подобро во светот нема. Вие можете да го посетувате и Париз, вие можете да го посетувате и Лондон, и Токио. Меѓутоа, вие не ќе можете да бидете французи, вие нема да бидете англичани, вие нема да бидете јапонци со тоа што ќе ги посетите или ќе одите во тие држави. И на крајот на краиштата сакам да кажам дека секој се гордеи со своето име, на собствениот народ и на онај каде што припаѓа. Ние припаѓаме на таа група народ кој го делиме истиот македонски јазик, кој имаме истата македонска култура, имаме иста македонска традиција, имаме и иста македонска историја. Исто страдаме, исто плачиме и исто не боли. Затоа ставете равенка. Равно Македонија е на македонскиот народ. Македонци, кажувајте го тоа по медиумите, кажувајте го тоа по институциите, пишувајте го тоа насекаде и не се плашете дека некого ќе навредите. Воопшто не се плашете дека некого ќе го навредите. И обхрабрете се еднаш со својата татковина. И ни пуштате предавници амбасадори. Во Канада, каде што македонската заедница е најголема скоро, и со овде во Австралија, ни пуштате албанец да е, и тоа од ДУИ, од УЧК, да биде амбасадор или пак да биде генерален конзул. А помислете малку и на тоа. Какви се нашите врски со вас и какви се вашите врски со македонците во Пиринска Македонија, македонците во Грција, македонците во Албанија, во Србија и насекаде во светот. Исто така сакам да апелирам да се скини, да се прекини Историската комисија за историја и добрососедство, за образование со Бугарија и со Грција. Тие воопшто не се важечки комисии и не се валидни комисии кои можат да кажат нешто за историјата на македонскиот народ. Сакам уште збор-два да кажам околу Сирија во денешниот ден, во денешниот момент. Сирија од држава, гледате што ја направија. Ја направија територија. Во Сирија сега влегуваат и се борат Израел, една држава, Турција, две држави, Русија е таму, 3 држави, Америка е таму, 4 држави, Курдистан е таму, 5, таму е Иран, 6. Истото што ни се случи нас во 1912 година. Македонија како територија ја делеја, ја нападнаја. Србија една, Бугарија 2. Заеднички сојуз направија, договор направија сите овие непријателски држави кои денес не уништуваат како македонци. Значи Србија 1, Бугарија 2, Грција 3, Албанија 4, Црна Гора 5. 5 држави не делеја, не парчеа во 1912 година. И плюс внатрешните предавници, како Зоран Заев и компанијата му. И многу други лигуши. Почитувани мои македонци, мораме да си го одбраниме нашето што е македонското, нашето потекло, нашата историја, нашиот јазик, традициите, обичаите. Ако ние тоа не го направиме, никој друг за нас нема да се грижи. На никого не им е гајле, никого воопшто. Еве ви гарантирам јас дека на вистина дека никого не му е гајле и нема да се бори за нас. Ако беше така, во Втората светска војна, зошто немаше 5-6 албански бригади да се борат за ослободување на Македонија? Зошто немаше 5-6 српски бригади да се ослободи Македонија? Зошто немаше бугарски бригади и партизани да се ослободи Македонија? Зошто немаше грчки? Току тие сите со своите нивни војски што ги имаја војските, ја напаѓаја Македонија и ги напаѓаја нашите македонци и нашите војници, партизани. И знаете што ни се случи во Егејска Македонија? Погром се случи.
погром го протераа македонскиот народ од Егејска Македонија. Гледате 100 и нешто години етнички нечистат, меѓутоа отпорот е силен во Егејска Македонија. Малку нека ни дадат да се издишиме, ќе видите како ќе се подигне македонскиот народ. Затоа на крајот на краиштата сакам да кажам, ние треба да сме во многу тесна врска со владите на Македонија кои го сакаат македонскиот народ и својата татковина Македонија и никогаш нема да го употребуваат зборот граѓаните на Македонија. Мораме да изградиме Македонија со македонска нација. И кој сака во таа македонска нација, нека биде албанец, нека биде влав, нека биде србен, нека биде турчин, нека биде не знам што друго, хрват, бугарин, па што сака нека биде на крајот на краиштата. Мораме да ја направиме тој последен чекор. 35 години веќе сме остарени, 35 години независност. Луѓето на 18 години стануваат возрастни, полнолетни, ние уште не станавме полнолетни. Само да се крадело. Немилосрдно да се крадело. Аме толку да се крадело, да ја краделе Македонија. Турците не ја плячкосуваа толку Македонија. Да, турците не крадеа толку од Македонија. Турците не ја пустошеа. Грците не ја пустошеа, бугарите не ја пустошеа, ма толку нашиот народ да е слеп и толку да е занесен во тие милиони, милиарди, па кожата и коските му ги задевте на македонскиот народ. Наместо вие да го водите во иднина и победи, наместо вие да ја направите Македонија една булка, една китка, еден трендафил, вие ја направивте Македонија земја која проси. Ви благодарам многу.